Добро вечер од Медија центарот на Владата на Република Северна Македонија. Започнуваме со заедничката пресконференција на заменик председателот на Владата задолжен за европски прашања Никола Димитров и шефот на делегацијата на Европската унија во Северна Македонија амбасадорот Дейвид Гир. На самиот почеток би сакала да му дадам збор на вице-премиерот Димитров. Повелете. Почитуван амбасадоре, почитувани граѓани, почитувани новинари, денес е еден убав европски ден за Северна Македонија. Имаме нов извештај. Целта е малку да зборуваме за извештајот што од пред кратко време е јавен. Исто така најавен е новиот инвестициско-економски план за целиот регион, за Западниот Балкан. Денешниот ден е интересен, бидејќи за прв пат македонскиот јазик беше еден од јазиците на пресконференцијата на Европската комисија, каде што зборуваше комесарот Вархеј, а денес пристигна и првата транша 80 милиони евра од макрофинансиската поддршка на Европската унија на сметката на нашата Народна банка. Пред јас да се осврнам конкретно на извештајот за напредокот и на инвестицијскиот план, би сакал да му дадам збор на амбасадорот Гир, Дейвид повели. Добро и благодарам многу вице-премиеру за срдечно добре дојде. Вистина е многу важен ден денеска. Комесарот Вареј, комесарот за политика за проширување на Европската унија, веќе го најави тоа што ние го нарекуваме пакетот за проширување. Исто такова е извештајот за Западен Балкан и Турција. Ова е навистина многу важен момент за проценка на напредокот во имплементација на самите реформи и всушност тоа се случува во тек на во пресред на две одлуката за започнување на преговори со Република Северна Македонија и Албанија во март навистина во многу тешка ситуација, значи во Европската унија, во светот, во Западен Балкан, како резултат на пандемијата со COVID-19, Европската унија имаше блиска соработка со цел да се справи со заедничките предизвици со владата на Република Северна Македонија, како и со владите на другите земји во регионот и навистина Европската унија даде суштенствена финансиска помош во регионот, како што веќе беше спомнато макрофинансиската помош, така да утре комесарот Вареј ќе биде во Скопје за да го презентира и овој извештај формално на владата и исто така пакетот за суштествена поддршка познат како економско инвестицијски план. И што се однесува на самиот извештај за земјата, би сакал да направам некои генерални белешки во врска со овој. Значи, ова се реформите кои што се спроведени од мај 2019 и можеби да почнам со цитирање на самиот комесар во неговата презентација денеска во Европскиот парламент, каде што тој заклучи на некој начин како главен наслов дека Северна Македонија значи има постојан прогрес како што се однесува клучните реформи, владење на правото во судството, борбата против корупција и организиран криминал. Но тој моментум треба да се одржи, да се задржи. Комесарот веќе кажа дека беше охрабрен од страна на посветеноста на новата влада за понатаму да унапреди европската агенда, посебно во клучните области. Навистина е многу соуфатен извештај. Кога го погледнате, ќе видите дека е се состои од стотина страници, меѓутоа да се фокусирам на некои клучни прашања кои што се споменати, нотирани. Тоа што ние го нарекуваме како политички критериуми, самиот извештај нотираше дека Северна Македонија продолжи со имплементација на евроинтегративните реформи во текот на овој период, што се однесува на изборите, значи се осврнува на самиот заклучок на ОПСЕ од ДИХР дека изборите беа генерално добро спроведено и со во конкурентна атмосфера, меѓутоа сето тоа беше подкопано од честите ревизии на правната рамка и на последователните владини уредби. Исто така извештајот нотира дека опозиционите партии останува ангажирани во
во парламент, во собранието и ги поддржа клучните политики од национален интерес, како што се евроинтегративните реформи и членството во НАТО, и се разбира дека собранието ја задржа својата улога и исто така имаше конструктивна политичка дебата која што ја исполни својата законодавна улога и исто така ги засили, значи, улогата за надзор, меѓуто така извештајот нотира дека има зголемување на процедурите за брзо усвојување на законите кои што треба да се ограничи се со цел да може да има ефективни консултации. Што се однесува на владењето на правото воопшто, во генерала, значи се нотираат реформите кои што се спроведени, исто така заложбата на самата влада да продолжи спроведување на тие реформи. Самиот извештај нотира посебно дека треба да се стави фокус на спроведување на постоечките стратегии и законите се со цел да се искористат алатките кои што постоечките алатки во согласно со европските стандарди. Во детали, ако навлегуваме што се однесува на сферата на владењето на правото, значи нотира дека се продолжени реформите во безбедносните служби со поставување на Агенцијата за национална безбедност и воспоставување на едно тело без полициски овластување. Нотира дека треба да се заекнат капацитетите за собранискиот надзор врз разузнавачките безбедносните слуги и исто така се нотира во сферата на јавната администрација дека направен одредено ниво на значи прогрес за транспарентноста, меѓутоа таа транспарентност и исто така застапеноста исто така останува клучно, исто така се нотира за работата на Државната комисија за корупција во адресирање на наоди за непотизам, вработување на блиски лица, во вработување на лица во јавниот сектор, во институција се разбира треба да осигура дека ги има вистинските ресурси како и капацитетот се со цел да може да го исполни својот мандат и се разбира дека треба да се работи на исходот на рапортите, на извештаите и на препораките на овие комисии. Што се однесува на судскиот систем, извештајот нотира, заклучува дека има едно одредено ниво на подготвеност, добар напредок е направен во спроведување на спроведување на судските реформи и исто така систематска имплементација на жирираниот акцијски план за судските реформи. Во што се однесува судскиот совод бил поактивен во извршување на својата улога. Северна Македонија имаше, значи, алатки за назначување на суди без база на заслуги, исто така проверка на имот, конфликт на интереси и понатамо. Исто така владата треба да се осигура дека овие се аплицираат на одлучен начин се со цел да може да се направат измени во оваа сфера. Што се однесува на јавното обвинителство и законот на јавното обвинителство стапи во сила во јуни 2020 се со цел да се одржи одржливо процесуирање на законите. Ревидираниот закон за Советот на јавни обвинители со така беше усвоен, ефективна имплементација на правната рамка, како и зголемени напори од страна сите чинители се со цел да се демонстрира со позитивен пример од нивна страна, се со цел да се придонесе кон зголемување на довербата на јавноста во самото судство, се со цел да се навратиме дека влада не само треба да се услужи, туку исто така треба тоа да биде видливо. Што се однесува на борбата против корупција, владата земјата е умерено подготвена, значи во консолидирање на досието за истрага, исто така процесуирање на криминал за висока корупција, исто така Комисијата за спречување на корупцијата, значи беше ефективна во процесуирање на случаи, исто така со процесуирање на случаите од преземено страна на специјалното обвинителство кои што произлегуваат од незаконското прислушување. Исто така владата треба да има активна улога на сите чинители за борба против организиран криминал и корупција. Исто така што се однесува на правната рамка за основните фундаменталните права, кое што во голема мера во согласно со европските стандарди, меѓутоа дополнителни напори се потребни се со цел да се адресираат, значи препораките од страна на меѓународните европските институции се за подобрување на статусот на притворените и осудените лица. Исто така и извештајот исто така се осврнува на судскиот на Уставниот суд за
законот за да се усвои се опфатна, значи, рамка. Ова е навистина сериозна празнина која што ќе мора да се адресира од новиот законодавен дом, затоа што овие процедури веќе се во прогрес во самото собрание. Земјата има одредено ниво на подготвеност што се однесува на слободата на говорот, на изразување, целосната ситуација и климата во која што функционира самите медиуми е погодна за слобода на медиумите и овозможува за критичко известување на самите медиуми, иако имаше некакви тези во текот на ковид пандемија и во текот на самите избори, меѓутоа самите извештај нотира некои прашања важни кои што треба да бидат адресирани, што се однесува на професионалните стандарди, како и транспарентноста во рекламирањето во медиумите, како и транспарентност во самиот јавен дифузер, како и сочувување на медиумскиот плурализам, како и работата на самите новинари, што се однесува на вербалните напади врз самите новинари. Што се однесува, како што веќе кажав, извештајот е сеопфатен, не е лимитиран на политичките критериуми, исто така се осворнува на економските критериуми, исто така извештајот препознава дека навистина има, значи исто така има што се однесува на порастот, исто така инвестициите од самата на влада за ублажување на последиците од COVID-19, исто така ги нотира некои за недостаток на вештини, исто така недостатоците во самото образование и самиот одлив на квалификувани кадри, исто така празнините за инвестиции кои што ја намалуваат продуктивноста на самата економија. Ако ја гледате економијата, ќе видите дека има во детали е покажано. Исто така се гледат поглавијата на европската законодавство, поглаве по поглаве. Јас се извинувам што идам, значи зборувам влегувам во детали, меѓутоа овие се многу важни моменти во проценка на прогресот направен од земјата. И благодарам. Благодарам, амбасадоре Кири, за вашите видувања во однос на овој исклучително важен документ, водилка, извештајот. Тој представува објективна, сеопфатна и реална анализа на состојбите и остварениот напредок, но и референтна точка што ќе ги диктира реформите од Европската агенда. Пред да се осврнам на нашите првични видувања за извештајот, би сакал да подсетам дека периодот на известување, особено вториот дел од периодот што го покрива извештајот, беше полн со предизвици кои нужно влијае на динамиката на реформите, покрај пандемијата, здравствената криза, во која што се уште се наоѓаме и ние, и светот. Подолг временски период имавме техничка влада без политички мандат и нефункционално собрание, законодавен дом. Сепак, и во вакви ограничувачки услови, Северна Македонија постигна напредок и можеме да бидеме и треба да бидеме задоволни од целокупната оценка на Европската комисија. Сега би се озврнал на главните аспекти од првичната анализа што ја направи Секретаријатот за европските прашања и ќе искористам приликата и јавно да се заблагодарам на колегите во СЕП за вложениот труд кој што трае, бидејќи од пред известно време и идејата на комисијата беше да ги направи извештаите поспоредливи. Какви сме ние во однос на тоа какви сме биле во изминатиот период, колку сме вкупно подготвени, но и споредливи во однос на другите земји од регионот во пристапниот процес или чекајќи да го почнат пристапниот процес. Тука имам едно искушение, бидејќи имам некои информации за регионалната компаративна анализа, меѓутоа еве ќе се задржам на нашата приказна во оваа прилика. Оценката за вкупната подготвеност, значи не само напредокот во изминатиот период, туку вкупниот напредок, подготвеноста на Северна Македонија е 3.11 или описно добро ниво на подготвеност. Споредбено со претходната година има одредено поместување, се разбира во нагорна линија, оценката минатата година за подготвеност била 3.06.
Во однос на напредокот, за нијанса оваа година напредокот е 3,01 или описно извесен напредок, додека за 2019, извештајот од 2019, оценката беше 3,11, но ако се земат предвид предизвиците за кои што пред малку зборував, а и фактот дека во оваа фаза на процесот севкупната подготвеност е позначена од напредокот од година во година. Имаме напредување во следниве области во борба против корупција, трговски друштва, земјоделство, образование. Помал напредок имаше и во областа јавна администрација, слобода на изразување, односно слобода на медиуми, пазарна економија, финансиски услуги, трансевропски мрежи, финансиски и буџетски одредби. Во 32 области се задржува истото ниво на напредок во областите како што се избори, собрание, владење, граѓанско општество, правосудство, фундаментални права, правда, слобода, безбедност и поглавијата од акито, од европското законодавство. Радува што покажавме напредок во спроведување на европската агенда, особено во 4 клучни области, посочени од заклучоците од самиот Европски совет. Реформа на правосудството, борбата против корупција, реформа на разузнавачките служби и реформа на јавната администрација. Во извештајот се вели, цитирам, во однос на правосудниот систем се нотира добар напредок како резултат на спроведувањето на стратегијата за реформа на правосудството, со што се адресираат препораките од итните реформски приоритети, извештајот на групата експерти за владење на правото, ПРИБЕ, и на Венецијанската комисија. Како резултат на реформите, Северна Македонија има воспоставено механизми кои обезбедуваат независност и отчетност на правосудството. Тоа се правилата за именување според заслуги, проверка на имот и судир на интереси и дисциплинските постапки. Судскиот совет има проактивна улога, а позитивно се оценува и носењето на законот за јавно обвинителство, кој меѓу другото обезбеди континуитет на предметите отворени од поранешното специјално јавно обвинителство. Во споредба со минатата година забележан е добар напредок во борбата против корупцијата, кој произлегува од преземените активности за откривање, гонење и судење на случаи на висока корупција, како и проактивната улога на Државната комисија за спречување на корупцијата и која што отвори предмети за корупција, вклучително и за функционери од власта и представници и членови на опозицијата. Ова последново е нешто што е посебно важно за земјите членки, како ние ги спроведуваме реформите во реалноста, а не само што пишуваме како легислатива, како закони, така наречениот трак рекорд, што е многу битен за земјите членки. Слободата на изразување е една од областите на кои ќе треба да се стави поголем фокус, за да се подобри напредокот, иако севкупната оценка, цитирам, состојбата и климата во која работат медиумите овозможуваат слобода на медиуми и критичко известување. Клучните препораки за идниот период се реформа на јавниот радиодифузен сервис, зашто ќе биде потребно во најбрз можен рок избор на програмскиот совет и на релевантната односната агенција за аудиовизуелни медиуми, борба против дезинформации, но и ефикасно санкционирање на сите случаи на физичко и вербално насилство врз новинари. Во однос на реформата на јавната администрација има напредок од аспект на зголемување на транспарентноста, заради, меѓу другото, и донесување на стратегијата за транспарентност, но треба доследно да се спроведува законската рамка за вработување во јавниот сектор, почитувајќи ги принципите на заслуги, мерит, транспарентност и правична застапеност. Меѓуетничката состојба е оцената како стабилна, се нотира за прв пат и формирањето на предизборна коалиција со партии од различна етничка, барем доминантна ориентација, меѓу СДСМ и движењето БЕСА.
Напредокот во исполнувањето на економските критериуми во голема мерка е под влијание на последиците од пандемијата со COVID-19 и мерките кои се преземаа за справување со социоекономските последици. Како што се нотира во извештајот, цитирам, Северна Македонија има добро ниво на подготовка за развој на функционална пазарна економија, но постигна ограничен напредок за време на извештајниот период. Економскиот раст се забрза во 2019 година со зголемување на инвестициите, но од април 2020 година кризата COVID-19 остави свој белег врз економијата и јавните финансии. Затворен цитат. Во овој контекст посебно сме благодарни за обезбедените 9 милиарди евра за поддршка на реформите во регионот преку економско-инвестициски план, средства кои ќе бидат наменети за завршување на веќе започнати, но и на нови проекти, како илустрација изградба на пречистителната станица во нашиот главен град, во Скопје, изградба на железничката секција Куманово, границата со Бугарија, како дел од Европскиот коридор 8, изградба на регионални центри за третман на цврст отпад, изградба на гасоводно поврзување со 3 од нашите соседи, Србија, Косово и Грција, инвестиции во централи за обновливи извори на енергија, посочени се во планот ветер и сончевата енергија, поддршка на млади преку програмата Младински гаранции и така натаму. Ние во СЕП сме свесни дека со новата методологија за пристапување и почетокот на преговори, фокусот на Европската комисија и земјите членки ќе биде зајакнат и очекувањата за исполнување на обврските ќе бидат зголемени. Северна Македонија во изминатите години докажа дека не се плаши и не се повлекува пред предизвиците и оттаму подготвени сме со партнерски однос со Европската комисија, со делегацијата, со амбасадорот Гир тука, да одговориме на сите задачи до одлучно остварување на заедничката цел, членство во Европската Унија или носење на европските стандарди и принципи дома. Во наредните денови ќе има можност за подлабински анализи и коментари и за останатите наоди од извештајот, тој е некаде околу 100 страни за нашата извештајот за нашата држава, за Северна Македонија, и мислам дека ќе биде корисно да влеземе и во длабина, да ги посочиме сите задачи. Амбасадорот дел од нив спомна од моето скенирање, скок на законот за антидискриминација. Добро е што денес комисиската расправа во парламентот веќе ја отвори дебатата по овој предлог закон. Ни предстои и унапредување на изборниот законник, за и остатокот од препораките на ОПСЕ ОДИР да ги вметнеме во нашата регулатива за фер и демократски избори и ќе биде добро и потребно тоа да го направиме доволно долго пред одржувањето на локалните избори идната година. Јас ветив ќе бидам краток, малку и не бев баш. Не се држав до ветувањето. Мислам дека сме сега заедно со амбасадорот спремни за вашите прашања. Благодарам. Може да преминеме на новинарските прашања. На самиот почеток мислам дека имаме Телма телевизија. Да, добро вечер, Тамара, повелете. Добро вечер. Вака јас имам две прашања за амбасадорот Гир, едно за вице-премиерот Димитров. Ќе почнам со амбасадорот Гир. Констатирано е дека Македонија прави постојан прогрес во повеќе области, но сепак се очекува да го задржи моментумот. Задржувањето на моментумот би се ценело според вклученоста на сите политички фактори во земјава или е доволно само следењето на институциите, значи на носењето закони, на имплементацијата, значи колку се вкупната слика ќе се цени како одржување на моментумот и
Почетокот на преговорите кои се очекува да се случи во декември ќе биде во фокусот, значи се отвара прво владењето на правото, фундаменталните права, значи поглавито 23 и 24. Кажете ми конкретно, ако може да ми одговорите, што е она што во моментов Македонија треба да се фокусира до тогаш за да се исполни клучен момент, значи што на што треба да се фокусира за да се доисполни во тој дел во делот на реформите. И за вице-премиерот Димитров, добро соседството е споменато во неколку редови во извештајот каде што се напоминува имплементирање на двата договори со Грција и со Бугарија. Сепак еврокомесарот Вархеи на пресконференцијата напомена дека е потребно со Бугарија да се постигне согласност, заемно прифатливо решение околу прашањето кое е можно да го блокира стартот на преговорите, поточно неусогласувањето околу преговарачката рамка. Како стоиме на тоа поле, останува уште месец дена за да се реши тоа. Дали има изгледи да се затвори ова прашање до 10 ноември и Бугарија да даде зелено светло за преговарачката рамка и преговорите да почнат? Благодарам. Добре, благодарам многу за вашето прашање. Прво што можам да кажам, зошто реформите? Не само за да и се удоволи на Европската Унија и не се работи само Европската Унија да се донесе тука дома и Северна Македонија во Европската Унија. Токму преди тоа што овие реформи, оваа серија на реформи се распира се во интерес на самите граѓани. Ова е да се даде поттик на просперитетот на самите институции и на демократската отчестност, така да целта на вистина е взаемна цел во интерес на сите. Кои се клучните пораки, клучните работи кои што треба да се испорачаат? Првин би сакал да кажам дека процесот на пристапување кон Европската Унија треба да биде национален државен проект, не само проект на една политичка партија или на една коалиција, туку меѓупартијска, значи целата нација како што е самата рефлектирана во самото собрание. Вториот елемент би кажал дека значи имаше многу важни чекори кои што се направени, што се однесува на усвојувањето на законодавството во согласно со европските меѓународните стандарди. Тоа е навистина многу добро и треба да се продолжи со тоа. И мислам дека најважното и најтешкото, сите тоа го знаеме, спроведувањето на самите реформи. Тоа е нешто на што треба сите да се фокусираме и се со цел да се спроведат реформите. Административниот капацитет треба да е на место, треба да испорачува, мора институциите да се оперативни и со право го спомнавте, значи владењето на правото во новата методологија, владењето на правото и е почетокот и крајот на процесот на пристапување ќе продолжи да остане нашиот фокус низ целиот овој процес. Самото унапредување владењето на правото е критична област. Зошто тоа? Затоа што ви треба ефективно владење на правото. Се со цел да се обезбеди заштита не само на граѓаните, туку исто така за да дојдат инвеститори, затоа што ќе знаат ако постои правна сигурност, а ако инвестициите може да се направат, ќе одат на суд, значи може да се освои самиот систем. Значи имате национален пристап, имплементација и владење на правото во текот на целиот процес. Благодарам. Соседството на тамошна имплементација на Преспанскиот и на договорот за пријателство со Бугарија во добра вера. Меѓутоа ќе спомнам само, ќе го узурпирам прашањето до амбасадорот во однос на кому е упатен извештајот, дали е само владата. Мислам дека имаме шанса со почетокот на пристапниот процес европската агенда да ја направиме контекст и платформа за соработка меѓу власта и опозицијата. Значи еден вид обединување на нацијата околу овој голем историски товар и шанса да се ја донесеме Европа дома и, од друга страна, уште пошироко и граѓанското општество и приватниот сектор. Нема тоа да оди лесно, бидејќи дел од прашањата што мораме да ги правиме, еве, например, извештајот го фали и донесувањето и влегувањето во сила на законот за јавното обвинителство, а тој беше предмет на политички препукувања дома. Нема да биде едноставно, искушението да се постигне, да се чува друг интерес, а не овој,
или да се постигне некаков си поен во дневно-политичката борба, која што инаку е вообичаена, ќе ни треба едно растење од сите страни, за да можеме големите цели, европската кауза дома, да ја туркаме сите заедно за да стане национален напор. И јас од оваа позиција ќе направам се Советот, Националниот совет за евроинтеграција како една структура што ја имаме, парламентарна структура, да биде вистински искористена за суштински дебати, за чести дебати, за да се обидеме да се обединиме околу оваа агенда. Мислам дека ќе успееме, колку тоа брзо ќе биде, ќе видиме. Ние правиме се да дојдеме до целта за оваа година да биде историска, така како што ја почнавме од март со зеленото светло. Председателката на Европската комисија во својата изјава за Унијата, буквално преведувам, рече: одлуката за почеток на пристапни преговори со Северна Македонија и со Албанија беше вистина историска. Мислам дека во ова време не време, предизвикот на пандемијата, предизвик нарушување на светскиот мир, околу дебатата за повеќегодишната финансиска, многу предизвици имаме и Европа, и ние овде на Балканот, немаме луксус да пропуштаме вакви шанси за успех. Ако успееме, и ако во декември имаме меѓувладина конференција прва во рамките на германското председателство, тоа ќе биде голем успех за Северна Македонија, тоа ќе биде голем успех за Европската Унија, да покаже дека кога носи одлуки, бидејќи да не заборавиме, од овие две зелени светла, едното за Северна Македонија беше безусловно. Значи, нема услов што треба да се исполни за да се почнат пристапните преговори. Затоа е многу важно за Унијата таа одлука да се спроведе во смисла на прва меѓувладина конференција. Меѓутоа, покрај нашиот македонскиот влог и европскиот влог, овде има голем влог и нашиот сосед Софија, Бугарија, и мислам дека успехот овој процес да продолжи ќе биде и успех на Бугарија како земја сосед и пријател што сака да стане уште поголем пријател. Има точно, рековте, нема уште многу време, има можеби 4-5 седмици, ние на политичко ниво се обедуваме да стапиме во контакт, иницииравме средби, работиме и дипломатски, посебно интензивно, заедно со министерот за надворешни под лидерството на премиерот, и ќе видиме како ќе одработите. Ја не би сакал предизвикот да го подценувам, меѓутоа исто така не смее да се подценува и огромната одговорност на сите вклучени и огромната шанса што ја имаме пред нас, да имаме успех и за нас, и за нашите соседи, и за Европа, Европската Унија. Тамара, дали завршивме со прашањата? Евентуално, ако може по-конкретно, министре, бевте и во Германија минатата недела, значи по-конкретно какво е поместувањето во преговорите меѓу земјите членки по ова прашање со Бугарија? Дали можно е, дали има ретерирање од Бугарија или се уште цврсто стои на барањата кои ги постави со меморандумот? Благодарам. Имав корисни средби, се разбира дека е логично оваа тема беше секако присутна и со советниците на канцеларката Меркел, и со советниците на председателот Штајнмајер, и со министер за Европа Михаел Рот и неговиот тим, луѓе кои што работат, меѓу другото, на постигнување консензус меѓу сите земји членки за преговарачката рамка. Рамка што за прв пат ќе отсликува и ќе рефлектира и новата методологија, процесот да биде ударен, да наградува тие што ќе сработуваат и да казнува тие што нема да сработуваат или ќе одат назад. Има голем интерес и ми беше на сите средби потврдено дека еден од главните приоритети на германското председателство во делот на соседство е да се почнат пристапни преговори со Северна Македонија, и мислам дека
Со таа поддршка и со мудрост од сите страни ќе дојдеме до тој заеднички успех и да заживее новата методологија и ние конечно да почнеме пристапни преговори, бидејќи судејќи според овој извештај и ова што го слушам компаративно извештаите за другите земји, за целиот регион, нашиот напор за реформи е шанса не само за нашите граѓани, туку и за Европската Унија да покаже дека овој процес вистина може да трансформира држави во европски демократии каде што ќе владее правото. Така што влогот не е само наш. И дел од прашањата што и се познати на македонската јавност, се отворени, не се компатибилни со европскиот проект, во смисла на богатство на различностите и правото на самоопределување како дел и од правото и од принципите на европското семејство. Благодарам, Тамара, уште еднаш, телевизија Телма. Овде и завршуваме со пресконференцијата со оглед на тоа дека немаме дополнителни вклучувања на Zoom, ниту дополнителни прашања на мейл. Уште еднаш благодарност за интересот и секако до вице-премиерот и амбасадорот за нивните изјави. Секој е добро.